сакам добар ден, затоа што е лош ден за сите нас. Вчера се покажа зашто Никола Груевски не тераше нас во центар 3 пати да гласаме и да кажуваме зашто сме, а зашто не сме. 3 пати му кажавме дека сакаме повеќе зеленило, а помалку барокни згради и 3 пати не послуша. Напротив, откако одлучивме дека сакаме повеќе зеленило во центар, Никола Груевски пресече веќе неколку паркови и вчерашниот најскандалозен потек беше тоа што ангажираше полиција, стотици полицајци за да се справат со 11 најупорни паркобрани кај Бристол. Зеленилото во центар е клучниот проблем и тоа го кажа граѓаните свесни за фактичката состојба. Истражувањата што ги направивме покажаа дека од 2002 година намалени се зелените површини за повеќе од 50%, а дрвниот фонд за повеќе од 70%. Тоа кажува дека центарци, а и скопјани приметуваат дека во центарот на Скопје зеленилото е вистинско прашање на здравјето на луѓето, на ако ништо друго прашање на животно прашање. Пред да продолжам понатаму, би сакал да ги поканам сите, пред да продолжиме понатаму со пресот, сакал да ги поканам сите поддржувачи на овие протести кај Бристол да ни се приклучат вечерва кај Даут Пашиниот таман, каде ќе ги начекаме амбасадорите на ОПСЕ кои што имаат прием во државава, за да ги информираме со ексклузивни видео снимки за полициската бруталност и бројот на полициската акција, на полицајците ангажирани вчера. Са ваши идничи. Чекај. Само да. Јас сум се уште, и ние сите заедно сме се уште во шок од тоа што се случи вчера. И навистина имам една дилема и прашање, кој е тој што во МВР направил проценка дека на еден мал парк со 2 клупи и 11 луѓе треба да им се пристапи со 400 полицајци, десетици боени коли, стотици возила и барикади, заради на место во кое што стојат, кажав, 11 луѓе кои што мирно протестират, кои што наводно во тој момент јаделе семки и на тој начин го рушеле јавниот ред и мир и јавната чистота. Веќе неколку пати се соочуваме со прекршочни пријави, владата неколку пати зборува за чистењето на Скопје, за чисто Скопје, чиста Македонија и би ја искористила оваа прилика да кажам дека чисти простори за оваа влада се простори во кои што без приговор се спроведува нивната идеја за барокно Скопје. Тоа се простори од кои што се исчистени критичките гласови, простори без луѓе и на крај простори кои што и се исчистени од граѓаните. Тука со нас е една Олег која беше и уапсена вчера. 400 полицајци на 11 луѓе, тоа значи дека за оваа жена било потребни да се владат 40 полицајци. Да, може да кажа што Поведете може да кажете. Понапред само направим. Да, јас сум една од оценка, како и се повечер, како обичаено, и се лекме си модетевме, иска презенти и така најнаш, околу 1 час и 30 минути. На лета, да кажем, војска гарда, не знам што така ви објаснам, полицајци од сите страни, на полија, не го однапне, не праша дали имаме лични карти, рекол сме да, и заедно да се пакуваме и да трнеме полициите во Лица Самсун. На прашање по моје зашто сме доведени, и рекла дека тоа ќе ви го објаснам. Ви објаснам? Не. Потоа, откако не приведува устари 11 коли, 11 души, секој последна кола со бајца, алфи полицајци, не сум приватно, приватна улица. Таму прашав муштина, рекла не, на крај, на некој рекла, на некој не. Така да не држам од 5 сата, да не држам од 2, само оставање. Зашто ме